Властите на Северна Кореја предупредија дека на Соединетите држави ќе им нанесат најголемо страдање и болка ако продолжат во Обединетите нации да бараат заострување на санкциите по шестата севернокорејска нуклеарна проба. Министерството за надворешни работи на Северна Кореја предупреди дека доколку Вашингтон влијае за усвојување, како што се наведува, незаконска резолуција во Советот за безбедност, со која се зголемуваат и онака строгите санкции, Северна Кореја ќе преземе мерки за кои цената ќе ја платат Соединетите држави. Мерките кои ќе ги преземеме ќе и нанесат на Соединетите држави најголемо страдање и болка во историјата на таа земја, се наведува во соопштението. Советот за безбедност на Обединетите нации го прифати барањето на Соединетите држави и денеска ќе гласа за нови санкции врз Северна Кореја за незиното постојано непочитување на резолуциите на Советот во врска со незината нуклеарна и балистичка програма. Тоа, како што се оценува, представува на тамошно загрозување на мирот во светот од страна на Пјонкјанг. Соединетите држави најпрвин предложија целосна забрана на снабдување со широк спектар на нафтени производи и на извозот на севернокорејската текстилна индустрија. Исто така е побарано и замрзнување на имотот на севернокорејската влада и на нејзиниот лидер Ким Џонг Ун и забрана за негово патување во странство. Подоцна, американските представници во Обединетите нации доставија нов малку поблаг предлог од претходниот. Во него, меѓу другото, се бара прогресивно нафтено ембарго врз Северна Кореја. Се уште не е јасно дали Кина и Русија, кои се најголемите сојузници на Северна Кореја, ќе ги поддржат новите мерки против Пјонкјанг. И двете земји имаат право на вето во Советот за безбедност. Северна Кореја на 3 септември спроведе шеста нуклеарна проба со хидрогенска бомба, која е посилна од атомската.